Јас не го подпишав овој кодекс за фер избори, затоа што видов дека во него стои дека се образуваме да ги почитуваме законите на Република Македонија, меѓутоа не треба тоа да биде оставено на изјава на било кој поединец. Почитување на законите и однесување согласно позитивните прописи е законска обврска на секој граѓанин на Република Македонија, и во таа смисла мислам дека е ова непотребна фарса и губење време. Јас си имам собствен кодекс за однесување кој секогаш ги почитува законите, меѓутоа сметам дека кампањата нити може да биде фер, нити законска. Еве, сведоци сме дека министер оди во Тетово, се одржува средби со граѓани, иако во период кога не е се уште започната кампањата. Кампањата почнува официјално според роковникот на ДИК на 17, никој не реагира. За вчера 5 кандидати имаа договорено заеднички настап за промовирање на некаква политика кон младите, и тоа за жал со финансиска подршка на Швајцарската федерација. Моравме жестоко да реагираме, па настанот беше откажан, меѓутоа тоа само зборува дека не сите кандидати се подготвени да ги почитуваат законите. Меѓутоа, сакам да укажам и граѓаните да знаат дека финансиската распределба на државните средства околу изборите е страшно неправедна. Твоја партија е против таква поделба. Ние сметаме дека граѓаните не треба да трошат нивни пари за финансирање на партиите. Партиите треба да се финансираат од честни донации, лимитирани многу. Меѓутоа, фактот што неколку големи партии ќе добијат по 1.000.000 евра, а наспроти тоа твоја партија ќе добие 800 евра за кампањата, мислам дека самото по себе само покажува колку овие избори ќе бидат фер и демократски. Од таа причина немам потреба да подпишувам никаков кодекс. Ние го почитуваме законот, јас лично апсолутно секогаш сум за почитување на законот, меѓутоа немам намера да се обврзам на нешто што ми е и онака моја обврска. Може прашање? Може. Членовите на ВМДПМН овие денови изјавуваат дека нивната тактика за овие избори за Скопје збораме да се оди во втор круг и сите гласови на неопределените или пак оние што нема да се пласираат во втор круг, дека сите гласови ќе очекуваат да припаднат на Даниела Арсовска. Кој е вашиот коментар за тоа? Очекувате ли вашите гласачи да гласаат за Даниела? Дали би изгледа? Јас очекувам моите гласачи во втор круг да гласаат за мене. Во случај да не се пласирате, се прашувам. Тоа е хипотетичко прашање. Лично мислам дека никој во торба не ги има неговите гласови и дека гласачите се доволно умни и си знаат за кого ќе гласаат во втор круг. Мислам дека тоа е глупост, никаков партиски проглас, особено онаа целна група на граѓани на кои што се обраќа твоја партија. Мислам дека се тоа луѓе со свој став и дека согласно нивните ставови и заложби сами самостојно ќе се одлучат за кого ќе гласаат. Лично не мислам дека тие што ќе гласаат за мене и ќе ме послушаат евентуално во втор круг, меѓутоа не би учествувал во оваа кампања доколку не сметам дека ќе влезам во втор круг, така што секој што ќе смета дека во втор круг ќе може да ме поддржи е добродојден и му благодарам. Исклучувате можност вие евентуално да излезете од тој круг и да ги повикате вашите гласачи да гласат за еден? Не, нема да повикувам гласачите заради тоа што тоа е потценување на нивниот ум, а немам намера тоа да го правам. Има некој да каже нешто?